Од каде интересот прво мене ми е за тема, пошто не секој реагира на тема, само луѓе кои што сериозно разбираат што следи. Значи визионери кои што може да сватат што не чека кроз 5 години, така да Ако ме тестирате од каде, тоа е мој професионален предизвик. Велиновски, кога ја прочитав изјавата, првиот мој професионален мис беше шок. Дека ќе увезуваме работна сила во услови кога ние вриеме од слободњаци, како би рекли. Вториот шок беше дека вашата промисла беше дека ако треба и од Украина и ќе им закупам стан. До таа ли степен дојдовме? Да немаме луѓе и да немаме проценка каков кадровски ресурс ни треба, например, за 10 години во услужните дејности. Не само во услужните, во било која дејност проблемот се јавува во сите сектори. Значи не е само услужната дејност. Значи прочепкате малку, контактирате било кој од фабриките кои што ги донесовме нели овдека, сите кубурат со персонал. Значи они пуштаат автобуси и ги носат. Следен чекор рекол ќе почнати станови да им даваат, за да им останат работниците. Значи еден Дрекслер Мајер кој што инвестирал толку пари во Македонија, што ќе се случи? Кроз 2-3 години кога цело Кавадарци ќе се исели, знаеме дека Германија ги отвара вративе постепено, ќе го направи тоа и Холандија. Значи нив преференцата им е да увезат европска работна сила, пошто веќе имаат искуство со истата, отколку да увезат азијска или афричка, која што после тоа ќе им се гетоизира. Значи потешко име и за тоа ги отвараат вратите за нашите, а нашите нормално секој млад човек сака да проба среќата надвор. Што ќе ги задржи? И Македонија веќе испразнета. А со отворањето официјално, значи на вратите на една Германија, која што сериозно има потреба од свеж кадар, работна сила, ние ќе останеме празни. Случени за нечиски кадар. Па од секако, високо образован. Референтните кадри. Меѓутоа, Велиновски, ајде да се вратиме на нешто што си го разјаснам шокот. Кога вака ќе седнете кафуле у една скопска урбана или било која, ми се чини дека врие од келнери, млади деца и така натаму. Дали е тоа моментален изблик на потреба на работна сила за да се задоволи џепарлакот и затоа ние немаме професионалци и келнери и работна сила која има однос, која ќе каже добар ден, ќе ти услужи и така натаму. Тоа е потекно од домашно воспитание. Тука е, меѓутоа, фалат и школи, кои што барем ќе понудат некој кратко рочен, да кажем, краткотраен, уствари, курс од 2-3 недели, месец дена и така натаму, кој што секој еден угостител ќе биде заинтересиран да уплати, да направи договор, нели да биде он зашто инвестира во некој нов работник, бидејќи бебиситингот е многу скапа работа. Тој што немал ново вработени без искуство, не знае што значи што зборуваме сега, меѓутоа бебиситингот е ужасно скапа работа, тоа што ние ќе ги обучиме овдека 2-3-5 месеци, си инвестирал време, енергија и труд во него, не дека не работел, меѓутоа ти си работел паралелно со него. Значи твојот саат е, ајде неговата дневница е, да кажеме 15. Зошто ги учите за да не ги обврзете дека колку ги едуцирате, најмалку 2 пати треба да остане, што е стандард во било кој систем на дуално образование. Се слагам, меѓутоа не е исклучиво дека работната средина е пресудна за они да останат. Затоа што ако он е гневен на државата, на системот, на законите и така натаму, он едноставно се сели, излегува од земјата и вие не можете да го задржите. Ние имаме перманентно одлив на кадар кој што заминува од државата. Ја тука не можам да им кажам дека деца не си одете. Како да им кажем? Јас сум го направил истото пред 20 години. Па сум се вратил. Значи, они се желни за да го истражат светот. Сакаат повеќе да заработат, сакаат у понормални услови да живеат, да работат, да екзистираат. И не е ни во ред да им кажеме не си одете. Него проблемот е што ние ќе направиме во наредниве 2-3-5 години, значи зборувам стратешки како држава, за да донесеме нова работна сила да покриеме дупката.
да донесеме. Да донесеме. Од каде донесеме? Од внатре од Македонија? Немате од внатре испразната ви е Македонија. Македонија е празна. Еве видете ги селата. Значи без разлика дали се македонски, албански, турски, испразнете се. Нема луѓе. Нема луѓе, тоа го кажуваат. Нема луѓе заради тоа што селата или овие млади не сакаат да работат. Има и дел од тоа, затоа што императив е вработување во администрација. Значи, кога имате братучет кој што цел ден се шлае по кафани и заработува лесно 350-400 евра, а ништо не работи, цело време е наспан, слободен и така натаму, што сакате вие? Кој пример го давате на останатите млади луѓе? Они мора да научат дека лебо треба да се заработи. Од кај вие регрутирате? Дали е точна перцепција дека сега во овој момент во Кафулињата дојдоа провинцијалците, тие што не можат овде да се етаблираат или не може да ги најдат релациите за јавна администрација, за приватен бизнис? Не само. Пазарот е слободен и флуктуира. Немам ригиден однос. Не. Така е без разлика. Без разлика кој од каде доаѓа, меѓутоа ние еве лично овдека сме имали искуство дека особено оној персонал кој што е во ресторанскиот оддел, бидејќи има и персонал кој што е во ресторанскиот, имаме неколку дизајнери, други трети лица кои што се вработени во јавна соба, не е само ресторанската дејност. Тој, например, кадар не е променет од почетокот. Меѓутоа, овие овдека во ресторанскиот дел флуктуираат. Чекайте се, а дали е тоа дефектот помалку и во нас? Зборам за газдите. Малку ги плаќаме, не знаеме да најдеме стимулација, не ги дообучуваме. Не им се парите пресудни. Верувате ми, односот им е пресуден. И ви реков, нивната идеја во даден момент, затоа што дали девојка, дали сопруга, дали сопруг, било кој, тоа е колективна одлука, излегуваат од државата и се селат. Значи, тука не можеме ние да влијаеме. Они даваат, значи, работат, вредни се и убав однос имаме изградено со истите, меѓутоа, после 6 месеци до 12 месеци решаваат да заминат. Дали вашата изјава беше глас на немок? Например, вие имате ЕСНАФ. Некој да каже, чекаме, Велиновски потегнува важно прашање за целиот ЕСНАФ. Ајде да се собереме да видиме што ќе направиме. Ајде, оставите го ЕСНАФ. Ви реагира, например, 2-3 стручни училишта кои што имаме за туризам, за угостителство. Да каже, чекаме, што е овој проблем? А училиштата не реагира некои лица, и тоа од различни градови на Македонија. Значи, кога во Радовиш имате проблем со кадар, значи не е само Скопје, него зборувам за Радовиш. Нели? Еве, ако земеме статистички гледано, дека во Источна Македонија невработеноста е поголема. Така? Не може Радовиш и Виница да реагираат исто угостителски објекти кои што викаат ние би се приклучиле кон иницијативата. Значи, они се спремни на истото, да има возможат подобри услови, меѓутоа се бара лојалност. Се бара лојалност, затоа што ако немате лојален кадар, вие не можете да растете и да можете да се развивате. Вие цело време ги повторувате истите работи. Значи, како во кал. Не жива, ама полужива. Нели? Ние не тонете целосно, ама вртите во место, само шлајфувате. Ете, тоа го правите. Секој што вложил средства сака и да заработи, сака да го надгради својот бизнис. Што го напреди? Како можете без работна сила? Незамисливо, ви ни еден. Ајде да разјаснем уште малку, да го разјаснем мојот втор шок. Вистина мислевте да увезувате од Украина, зошто не од суседство? Тамо се уште ефтините работни сили и квалитетната работна сила. Јас имам искуство со украинци прекрасно. Значи, прво тоа е еден... Надам дека не е со украинките во Охрид. Не, со украинките во Охрид не. Тоа е друга. Јас зборувам за украинци без разлика, значи за како народ. Значи, тоа што е синоним, украинките што се синоним за една друга професија, тоа е друго. Не навлегувам во тоа. Иако сме јавна соба. Тоа е еден многу подисциплиниран и полојален народ него ние што сме. И еден поинаков однос има кон претпоставен. И верувам дека моментално ние сме во позиција, нели, да ги привлечеме, не дека они вечно би останале тука. Сигурно дека ќе се случат и такви, ќе имаме такви случаи. Меѓутоа, они ќе гледаат можност овдека привремено да заработат, добијат наши документи и утре од тука пак Германија е финалната дестинација. Меѓутоа, тие 3 до 5 години додека трае процесот,
ние ќе ја покриеме нашата дупка, додека нашите се свестат дека треба почнат да се враќаат назад. Зошто имаме дупка во нашата на нашиот пазар на работна сила за овие стручни занимања, да речем, или специфични занимања? Заради тоа што многумина се свртеа кон земјите кои се во Европска унија, Бугарија, Романија, Грција, многу млад свет има кои работи летни сезони во Грција. Да не зборам за Англија, парт-тајм и така натаму. Или има една исконска надеж дека одиш таму каде што можеш да најдеш перспектива. Значи нема перспектива тука? Кој ја гледа, кој не ја гледа. Тоа е индивидуално, тука не можеме да судиме ние. Меѓутоа, доколку се направи еден попис во Македонија, ја не верувам дека ќе излеземе вкупно повеќе од 1,5 милиони во моментов и дали и толку ќе бидеме. А со отворањето на вратите на неколку европски големи, зборувам, економии, отворањето за работна сила, да не им требаат да поменуваат ни сите тие филтри, визи, одобренија, ецетера, ја верувам дека ќе останеме чомовски многу малку луѓе во државата. Подготвени сте да донесете, да речем, условно од Украина и да им дадете одредени бенефити, бонуси и така. Зошто тоа на така наречената купена лојалност не го направите за некој што сака да дојде во Скопје, да му дадете сместување, образование? Не се јавуваат. Не се јавуваат. Значи, кога поставите ви оглас, они не реагираат на огласот. Значи, не се ни јавува некој да праша колку е, за која дневница станува збор. Значи, порано, например, имаме ситуации кога се јавува, се интересира, доаѓа на разговор, се договараме и доколку одговара, доколку не одговара, тоа е тоа. Колку вие ги плаќате? Во просек ќе ви кажам дека еден келнер во јавна соба е помеѓу 700 и 800 евра за работува. Значи тоа се вкупните приходи, со се бакшиш, со се. Дали е тоа мала плата, ми кажете? Толку немаат новинарите. Условно зборам од овие. Така е, има многу по да. Налетот на својата професија. Толку е. Значи од редовната плата што ја зимаат до 24 до 25.000 и згора на тоа имате уште бонуси, што сигурно на ден се и повеќе може од дневницата, може да излезат и бонуси, да излезат и повеќе, него основицата што има. Се борите без скептицизмот или песимизмот дека утре заутре ќе напуштате јавната соба? И као бизнес и као релација? Видете, значи ние без персонал не може да обстоиме. Значи не може да обстоиме. Кој ни еден бизнес друг. Значи во било која гранка не може да обстои. Значи ако нема луѓе, прво вие ќе немате на кого да продавате. Ако нема луѓе овдека, на кого ќе продаваме? А второ што е опадната куповната моќ на тие што овдека живеат, се останати. А кој ќе работи? Не, ако се следат кафулињата, не е опадната куповната моќ. Да не зборувам за Скопје, не зборувам за малите средини и така натаму. Кај бевте, како залутевте и зошто се вративте? Бев прво во Англија, некоја љубовна врска. И од таму заминав за Холандија, каде што студирав. Завршив маркетинг менеджмент, економски факултет во Утрехт, на универзитетот. Што е некој престижен универзитет? Па еден од 50 најдобриот секој пат на шангајската ранглиста. Работев таму некои 7-8 години и верувајте дека животот стана толку монотон и предвидлив, сите работи што ви се случуваат се унапред може да ги предвидите. Значи нема веќе изненадување во животот, условно кажано. И доколку имате на крет... Ние сме инаку приврзани... Има емоции, секако дека има, не се они безчувствителни. Тоа ние така се мислиме, зашто ние сметаме дека сме многу емотивни. Меѓутоа сите се емотивни на свој начин, само што како ги покажуваат емоциите. И со надеж дека нешто може кај нас да се случи, значи да се направат некои промени. Ја не бев единствен, бидејќи од мојата генерација бевме 7-8 мина кои што излеговме после завршување на воен рок или средна школа, излеговме и отидовме на студии надвор. Сите се вративме овдека. Сите добро живееме. И уште веруваме дека овдека е вистинскиот избор, дека е Македонија и дека треба да останеме овдека. И треба овде да работиме за да ги напредиме работите. Значи, меѓутоа не преку кафанско морализирање
Значи, онаа кафанска политика и кажување како треба да биде, него треба да се засукаат ракавите и треба да се работи. И тоа подразбира во сите области на сите нивоа. Значи, од келнер, од готвач, од бербер и така натаму. Кој го осмисли концепт на јавна соба од ланч бар, кафе бар до комплетна една структура на активен однос на други професии, интерактивност на дружењето и на перцепцијата на културолошкото и образовното ниво? Видете, ако погледате внатре, автохтон е моделот, не е дека не е инспириран од други слични модели, меѓутоа како модел е уникатен, бидејќи е граден овдека и е базиран на локалните потреби. Јас сум организатор на Скопје Дизајн Вик фестивалот и од таму уствари произлезе идејата дека луѓето, доколку за 5 дена имаат потреба од таков тип на активности, дека тоа треба да прерасне во нешто што ќе трае 365 дена и тоа се покаже како успешно. Моделот функционира, јавна соба функционира. Имате еден куп млади луѓе кои што имаат бесплатен простор за работење. Внатрешниот дел одлични ентертејмент, изложби, комуникации. Денеска гледам и дебата има некоја за остручување на протетиката и... Така е, еден од најпознатите забни техничари во светот моментално држи обука внатре во јавна соба. Просторот е комплетно прилагоден, значи е лабораторија горе, може да видиме, заботехничка лабораторија претворена едната сала. На горниот кат имате Шпарка се банка која што има промоција на своите активности. Слават 10 години постоење на пазарот и така натаму. Меѓутоа имате млад свет кои што работат за тие се самостојни фриленсери, работат за компании од најразлични земји, од Канада, од Швајцарија, од Америка и децата заработуваат одлично заработуваат. Не кажем збор за 20 до 30 до 50 долари на саат. На саат заработуваат. Тие што работат натре и го користат просторот нормално на јавна соба, бидејќи има добра маса, има добар амбиент, не треба да плати за истото, може да го користи доколку сака да се напие нешто или да јаде. Професионално може да го завршам разговорот кој рекол дека се вратив, има тука живеачка на одреден начин. Но од тој професионален страв дека тоа ќе биде некаков памфлет, услови кога ние сите говориме дека сме сиромашни, дека сме избегани така натаму. Дали е надежта во овие мали микрокелии кои создаваат нов флуид во општеството? Не зборувам за големите системи и корпорации. Така е. Малите нешта го прават и животот, нели? Така да сметам дека кроз одредени примери дека тоа нормално, доколку се поврзат и најдат некоја синергија, тоа ќе прерасне во поголемо нешто и ќе има и поголем ефект. Значи е воздружувањето во секој случај или поврзувањето. Ние сами не можеме да успееме. Нормално зависни сме и од наши соработници кои што секојдневно дали користат услуги или ние користиме од нив услуги. Значи сами не можеме да обстоиме. Што е Скопје Дизајн Вик во ноември главна тема? Главна тема е Германија ни е земја у фокус, еден сериозен пример како се работи. Значи и за бизнисите, овој пат имаме двајца стручни предавачи кои што ќе одржат дводневна работилница за мебел производителите како се настапува на сајмот во Келн. Значи како да дојдете до ефективна саемска изложба, презентација во Келн. Келн е број 1 саем за мебел производители во светот. И за храна, за саемската. Зборуваме за мебел производителите, тие го знаат, добиваат уникатна шанса да научат од светски ранг на експерти како да се позиционираат во Келн и како да ги најдат вистинските партнери. Келн е скапа играчка и за зборувам за компании кои што имаат и по 100 и по 200 вработени, сериозна играчка е Келн, бидејќи еден мал кикс може да ве доведе во банкрот, меѓутоа може и да ве лансира негдека многу подалеку во светот. Така да знаеме примери од неколку компании кои што направија грешки и банкротираа, меѓутоа знаеме и фирми кои што успешно ги искористија тие саемски презентации. И тоа е едно искуство од германска страна
што мислам дека ќе им користи и на нашите дизајнери и на компаниите. 14 дизајн студија доаѓаат од Германија, физички се присутни покрај своите изложби и своите производи што ги имаат работено за најразлични компании, ќе ги изложат во јавна соба и во Лукс оваа година. Наravno што заврши така за да не помислат луѓето дека Велиновски освен што угостител и можеби готвин не знае друго, а во суштина нашата перцепција ја разбивате и со вашето образование и со вашите ентузијастички зафат. Така е, мене ми е драго затоа што на почетокот кога сватија луѓето дека изложби може да се случуваат и во неконвенционални простори, нели? Не треба секој пат да биде само галеријски простор, гледаме дека таа идеја до промоции на книги сега почнува да се случуваат на секое ќоше. Значи кафичите сметаат дека тоа е клучот на успехот, бидејќи јавна соба функционира добро и викаат и ние ќе правиме сега изложби, ќе правиме промоции на книги и така натаму. Меѓутоа тоа е добро затоа што кога сте лидери ве следат, гледате дека има одреден ефект врз средината. Аз секој пат кажам дека многу се здружуваме, може да ги напредиме работите. Каде е тајната соба на Велиновски? Тајната соба е дома, кај децата. Таму се полнат батериите, таму доаѓа целата енергија. И благодарам уште еднаш што бевте гостин во студио. Ви благодарам за поканата, благодарам што бевте гостин.